По прв пат по трагични настани од 27. април овде во просториите на Собранието, ја имам можноста во својство на председател на Собранието на Република Македонија да ви се обратам и да ви информирам дека имав можност да остварам една од првите званични мои средби со званичен меѓународни представник, тоест високиот представник од Соединетите Американски држави, господинот Ји, со кој што изменивме доста разговори по однос на потребата да стабилноста и делувањето институционално на Собранието да се врати во функција, да што побрзо сите ги заборавиме последиците од 27. април. Неговото присуство уште еднаш ја потврди поддршката што ја пружаат за изборот на председателот на Собранието и за поддршката што ја овозможува, што се подготвени да ја даваат во понатамошните наши чекори кои што треба да ги превземеме во смисла на враќање на стабилноста и функционалноста на Собранието и другите институции. Од моја страна ги осигурав нашите пријатели дека јас како председател на Собранието ќе се потрудам да бидам сеопфатен председател, односно председател на сите пратеници на Собранието, без оглед на нивната политичка или етничка припадност и без оглед на тоа како се изјасниле по однос на изборот на председателот на Собранието, односно против. И во тој контекст, уште од денеска, како оваа средба, иако неработен ден, од утре понатаму, значи се обидам да се ставам во функција работата на Собранието, без оглед на последиците кои што се видливи и по денешниот ден. Се надевам дека набргу и тие пратеници и граѓани новинари што беа повредени на вечерта на 27. април, што побрзо да се опорават, да се вратат во нивните семејства и да можат да се вратат на нивните активности политички и фамилиарни и да продолжиме со работа во Собранието на Република Македонија. Благодарам.